Денешното рочиште се одлучуваше за местна и стварна надлежност на македонските судови и иако веќе пола година за тоа се одлучува и денеска не се одлучи, него се одлучи да се одлучи со одлуката за конечната работа. Ако разбравте вие, убаво, ние разбравме, значи ќе се продолжи понатаму без одлука дали македонските судови се надлежни, стварно и местно надлежни за постапување по овој предмет. На следното рочиште на 5 септември 2017 веќе ќе биде подготвително рочиште и ќе се постапува по доказите. Денеска имаше ли сведок нешто? Значи денеска имаше сведок нотар, кој исто така е заштитен со налог за заштита, кој има налог да не смее ништо да кажува за постапката, што е одна предпознато и на тужителите и на судот. И на нашиот суд му е познато тоа, меѓутоа ете. Се немали решителност да се засече со постапка и ја поеќе за постапка, стварно не знам, пола година е судот да не може да одлучи дали е надлежен или ненадлежен и да влезе веќе во постапка на докажување без одлука за надлежност на судот. Јас имам вака надвор од предметот една порака, ама луѓе дајте со реформија на власта најпосле судството да профункционира како што треба и сите граѓани веќе да осеќаат дека се правно заштитени. Дали мислите дека сега со локалните избори кога ќе поминат готово, више ова ќе се затвори овој судски процес, дека целта е први БЖП-а. Значи не можам да мислам, односно не можам да знам што мислат приватните тужители. Веќе ако влегле во една ваква тужба, колку они можат да соберат сила да признаат дека погрешили и да се повлечат, јас не знам, тоа е нивна работа. Ние сме убедени дека сме невини, меѓутоа не навлегуваме во тоа дали тужбените основ е оправдан, него сега, за да не се воведат едни лоши практики во македонското судство, се боревме да докажеме дека македонскиот суд е ненадлежен. Меѓутоа, иако не успеавме, односно не знам ни дали успеавме, пошто ќе се продолжи со постапката без одлука за надлежност на судовите, иако пола година за тоа се расправаме. Заклучокот изведете го вие. Тужителите не беа присутни, представувам ниту денеска, но... Не. Мрачни надвори денешнава тема. Со оглед на тоа дека сте поранешен судија, ако сте запознаени со состојбите во кривичниот суд, со распоредите, последните промени, вчера повторно се направени промени од судот, велат дека тоа не е поврзано со завршувањето на рокот на СЕО, што ги предаваш обвиненијата и предметите. Ваш коментар? Мојот коментар е до парламентот. Менјавајте го законот за судски совет, за да може да почнат било какви реформи во судството и таков насобран, не сакам да кажам каков збор веќе, 3 точки ќе оставам што го има у кривичниот суд единица, нарочито во одделението за организиран криминал, најпосле да се исчисти како со метла, како со џогер. Ете, тоа е мојот коментар. Да се направи 4-5 пати годишен распоред по закон, односно по судски деловник, само еднаш годишно се прави. Само ако има нешто исклучително ново, што ќе преоптерети работата од одделение во одделение, па може привремен распоред да се прави, а не на секој 15 дена, кој како сака прави. Значи тоа е очигледно местење и тоа многу добро се свесни колегите од кривичниот суд дека подлежат на кривична на основен суд единица, колегите дека подлежат на кривична одговорност. И мене ми зборува што и понатаму вака работат, значи ептен се загазени во криминал, па се плашат од одговорност. Кој позадината на овие распореди според вас е? Нели ги видовме одлуките по предлозите за притвор на СЈО? Која друга позадина? Дури и судиите кои сметаат дека се нивни, а не се 100% сигурни дека така ќе постапат, ги тргнаа од работењето. Зашто јас кажувам у единицата, мислам беа на времето 80, се не знам колку судии се не ме држите според бројот на работни места, дали има двајца што поинаку би размислували и по закон би постапували. Па по тоа како се бираат, па сваровски судии, па не знам кој. Значи, немам друг одговор, освен дека е тоа намерно. Очигледно е намерно. Дали според вас е морално и етички поранешен државен јавен обвинител да застапува сега обвинети за време за кога се извршени кривичните дела? А кој го има во телефонски да одговори? Што да ви кажам? Значи, за мене и тоа испите луѓе
брани, за кој во телефонските разговори се моли за некое си работно место, за некој си обвинител, да се оргира на спротивната страна, односно во албанскиот блок, да се обезбеди места. Па нели е тоа, и тоа е кривично дело. Благодарам.